Ми се чини дека следната тема е тема за разговор во семејството, за спортските љубители, па и за фамилијата, дотолку повеќе што синоќешната гала церемонија во Лондон, при доделувањето на звањето спортист, фудбалер на годината, предизвика висока гледаност. Лука Модрич, хрватскиот репрезентативец и фудбалерот на престижниот Реал Мадрид е добитник на Златната копачка или на престижното признание и ја разби досегашниот монопол на Роналдо и на Меси. Со мене е Срđan Ивковиќ, мојот колега. Срđan, како Лука Модрич успеа да ги пренабрегне овие играри околу неговиот избор, до толку повеќе што двајцата конкуренти, да речем стандардно, ние Роналдо, ниту пак Меси беа присутни на доделувањето на ова звање. Дали е тоа битка за суета или е конкуренција? Така, добар ден пред се и од мене, да ве поправам, слаган сум. Слаган, извинувам. Ги грешите имињата, но нема да ви замериме. Нема потреба, ти само коригираме. Така е. Лука Модрич, така е, стана најдобриот фудбалер на светот за оваа 2018 година. Конечно, за сите љубители на фудбалот, би рекол, ја прекинал на 10-годишна доминација на Кристијано Роналдо и Лионел Меси. По 5 имаат претходно Меси и Роналдо. Иако Роналдо беше и еден меѓу тројцата номинирани за оваа престижна награда, ниту Роналдо не беше на гала церемонијата, ниту Меси, иако Меси во своето гласање му додели глас на Лука Модрич, за разлика од Кристијано Роналдо, иако до вчера беа соиграчи во Реал Мадрид, не гласаше за неговиот поранешен соиграч. Токму така, фудбалската приказна за еден... Ама Рамос, например, излезе и му даде признание, што на одреден начин е негов соиграч, ама до вчера беа заедно во тимот, заедно со Роналдо. Така е, Рамос е огромен, Джентлмен. така, иако како капитен на Реал Мадрид има огромен респект кон својот соиграч Лука Модрич, бидејќи секојдневно нели се заедно на зелените терени, верува во неговите квалитети, верува во тоа што го прикажува Модрич на теренот и заслужено му честиташе како што наликуваше. Реал Мадрид или второто место на Хрватска на светското фудбалско првенство? Па би рекол буквално се. Кога ќе погледнеме наназад изминатиот период за Лука Модрич, откако пристигна во Реал Мадрид во 2012 година, освои 4 пати се искачи на европскиот трон со кралевите. Оваа година, како што знаеме, Хрватска беше еден од двигателите на хрватската селекција кон светскиот трон, каде во финалето на светското првенство против Франција го освоија среброто. Беше еден од најдобрите фудбалери на светското првенство, прогласен за најдобар фудбалер за минатата година во Европа, и кога ќе видиме сите тие признанија изминатиот период кои го следат Модрич, заслужено би рекол се закити со престижната награда најдобар фудбалер. Суетната Барселона веднаш реагираше и рече за нас Меси е најдобар, но тоа е дел. Сега ќе те препуштам да направиме еден профил на Лука Модрич, од да речем условно неговата животна сторија од едно овчарче во босанските предели, кој страдал во времето на војната Хрватска, Босна, Србија и така натаму, до неговиот пат Тотенхем и Реал Мадрид. Така. Првите 5 години од животот на Лука Модрич ги поминал во едно мало место под падините на планината Велибит во Хрватска. До 5 години ги чуваше козите и овците на семејството Модрич, пред нели да настане војната во Хрватска. Како што можев да прочитам овие денови, народот тогаш велел дека единствен кој таму може да живее се змиите и фамилијата Модрич. За времето на војната, како што кажа во Хрватска, фамилијата Модрич се врати во Задар, местото каде впрочем е роден Лука Модрич. Куќата им била запалена, а дедото на Модрич загинал. Токму овие инсерти се од местото каде што Модрич како 5-годишно дете ги чувал козите и кравите на своето семејство. Сега куќата би сакал инсертите да ги погледнеме од куќата. Токму така, овие се инсертите, моменталната ситуација во поранешната куќа на Лука Модрич, која по светското првенство стана и туристичка атракција кај Велибит. Се надевам имаш кадри од неговото сегашно ексклузивно живеалиште. Токму така. Кога ќе погледнеме вака како живеел
и Модрич што се правил, ретко кој би поверувал дека од такво место токму ова мало момче може и да стане денеска и најдобар фудбалер на светот. Лука Модрич првите чекори може и инсертите да ги погледнеме како тинејџер, кога ги почнал оние фудбалски денови во Задар. Неговиот талент го открил Томислав Башич, но бидејќи Модрич бил мал по раст низок, ретко кој верувал дека може да му се предвиди светла фудбалска иднина, но сепак Башич успеал да го убеди Динамо да го ангажира. Но Динамо на почеток не веруваше во неговите квалитети и веднаш го испрати на позајмица во Зрински од Мостар. Како тинејџер веднаш бил и прогласен за најдобар фудбалер во лигата. Во 2003 година ја помина во Мостар, а веднаш следната Динамо го испрати на позајмица во Интер Запрешич. Таму веќе заедно со Ведран Чорлука беа едни од двајцата кои му помогнаа на тимот тоа време да стане вице-првак на Хрватска и од тогаш се би рекол почна со Лука Модрич. Првиот трансфер ми се чини дека е во Тотенхем, во така, 2006 година од Динамо Загреб. И таму не најде на славен пречек и дочек. И таму има некакви сомневања дали ќе се адаптира на англискиот жустар фудбал и така натаму. Така, но веднаш штом Модрич ја почувствува на премиер лигашка сезона и фудбалот на островот, би рекол сепак од таму и почна неговата кариера да оди на се повеќе да расне и за 4 години во Тотенхем освои 6 трофеи за 19 милиони евра го купија тогаш Тотенхем од Динамо Загреб, а веќе 2012 веќе дупло Реал Мадрид го откупи Лука Модрич од Тотенхем и веќе во... Негде прочитав дека немал најславен старт во екипата со Реал Мадрид во првите 5-6 месеци. Па поштане сомневање дали е тоа права инвестиција и така натаму, за наредното првенство веднаш стане диригент на Реал Мадрид. Така, би рекол, тоа време во Реал Мадрид за тренер беше Жозе Мориньо. Мориньо беше човекот кој всушност веруваше во Модрич и му даваше шанса. Иако на стартот можеби не се покажа како за првотимец, знаејќи го Реал Мадрид со какви играчи се располагаше, но веднаш после некои 4-5 месеци се истакна за стандарден првотимец во Реал и стана една од најважните алки во последните 5 години, кој, како што кажав, со кралевите освои 4 европски титули, поставија еден куп рекорд и запиша историја како прв клуб со хетрик по полни 4 децении за Реал Мадрид стана. Имам уште малце време, мислам дека го обезбеди неговото обраќање по доделувањето на титулата. Мислам дека ми остави силен впечаток неговиот трилингвизам и начинот на кој дури на Бобан му даде признание и така натаму. Дали може да тоа го имаме подготвено? Може изјавата да ја видиме од Лука Модрич за време на гала вечерта вчера вечер во Лондон. Волио би поздравити моју Хрватску. Како смо... Голем поздрав ете за неговата Хрватска. На предивним емоцијама. Како што почна летото со огромни емоции, се заблагодарува за искрените емоции. И веднаш тука ете и побуди, како што кажавме, кај Звономир Бобан. Емоции со солзи го проследи неговата изјава, неговиот настап на гала вечерта. Навистина една огромна приказна, фудбалска приказна за едно момче при такви тинејџерски години во таква хаотична ситуација 90-тите, 88-та, 9-та, да ги преболи сите тие настани еден ден да се искачи на светскиот трон, фудбалски трон е навистина инспирација за секој млад човек, за секој млад спортист, фудбалер, да верува во своите квалитети. И факт е дека беше столпи на хрватското обновување на својата доминација со европскиот фудбал на светското првенство и второто место. Уште за крај, дали мислиш дека е завршена историјата Реал Мадрид Интер со Лука Модрич?
Па не би рекол, бидејќи Лука освои се што можеше да посака еден фудбалер на фудбалски план со Реал Мадрид. Верувам дека истото би сакал, бидејќи Лука е 33 години, би сакал уште овие малку години што му преостана од кариерата да покаже што уме и што знае и да освои уште нешто со некој друг клуб како што се предвидуваше овој трансфер период изминатиот ова лето, дека би можел да заврши во Интер. Никогаш не се знае што може да не очекува, нели, зимскиот преоден рок, па зошто не и Лука по постапките на Кристијано Роналдо да се најде во серија А. Ивко, ти благодарам, поштувани гледачи. Имавте можност да видите еден мини портрет од нашиот Ивкович посветен на Лука Модрич, кој синоќ ја доби престижната награда фудбалер на годината во светот. За неколку минути стартуваат вестите. Александар уште не го гледам во студиото, но до тога само да ви обновам дека на почетокот имавте можност да ја гледате гимназиската професорка Тања Алексич за новите методи на комуникација меѓу наставникот и учениците, за својата абецеда на сексуалноста, што инаку таа го изведува како свој телевизиски проект. И да, сега ме предупредува дека сум сгрешил во тајмингот, не е време за вести, ама е време за вестите од кујната и затоа би било добро да ја проследите Маја и да сготвите заедно со неја.